Почнувани добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски беше во работна посета на оризари, при што истакна дека целосно е завршен откупот на минатогодишната реколта на оризот. До пред неколку дена траел и рокот за предавање на оризовата арпа, за да се добие дополнителна финансиска подршка од 5 денари за килограм, како дел од интервентната мерка донесена на крајот на минатата година. Откупот на оризот од реколтата во 2018 година целосно е завршен, а според податоците од регистерот на Министерството за земјоделство, во откупните пунктови предадени се 10.000 тони арпа и 7.000 тони бел ориз. Овие податоци ги истакна министерот Љупчо Николовски при работната посета на селото Оризари, на кое рече дека владините мерки за подршка на оризопроизводството дале значителен придонес. Откупната цена на белиот ориз од реколтата 2018 година бележи раст на цените од 8 до 13 денари по килограм. Конкретно, крупниот бел ориз се откупуваше по цена од 45 до 50 денари по килограм, за разлика од реколтата во 2017 година, кога беше од 35 до 37 денари. Зголемување има и на откупната цена на оризовата арпа, која што во 2018 година достигна цена од 20 до 24 денари по килограм, а во реколтата 2017 година цената изнесуваше 14 до 18 денари. Откупната цена на ситниот бел ориз по 2018 година се движеше од 30 до 35 денари по килограм, за разлика од претходната реколта, кога беше од 25 до 30 денари. Додека откупната цена на ситната арпа бележи раст од 4 до 8 денари по килограм во зависност од квалитетот. Односно, за оваа реколта се откупуваше по 20 денари по килограм, за разлика од претходните години кога беше од 12 до 16 денари по килограм. Дополнителна поволност за земјоделците, додаде Николовски, е што во програмата за директни плаќања за 2019 година владата вклучила мерка чија цел е да се опфатат и произведените и предадени количини арпа од 26 декември лани до 25 април годинава. Во моментот платежната агенција ги обработува податоците, пошто во текот на мај ќе започне исплатата на интервентната мерка. Оваа година во програмата за директни плаќања се издвоени повеќе пари за финансиска поддршка на земјоделците производители на ориз. Висината на субвенцијата за засејани површини со ориз од 6.000 денари е зголемена на 18.000 денари по хектар за оние земјоделци кои што не употребуваат сертифициран семенски материјал. Субвенцијата за земјоделците кои што употребуваат сертифициран семенски материјал од 12.000 денари е зголемена на 25.000 денари по хектар, односно 30.000 денари по хектар за земјоделски стопанства со пријавена површина за финансиска поддршка од минимум 5 до 50 хектари, односно земјоделските стопанства кои што се дел од развојната категорија. Министерот Николовски рече дека ресорното министерство ќе продолжи да работи на развојот на производството на ориз, за што е зголемено искалестото рангирање од минимум 10 на 20 хектари за 100% исплата на субвенциите. Започна приемот на барања за поднесување по програмата за финансиска поддршка на земјоделството за 2019 година. Информираат од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Кочани. Зголемена е висината на финансиската поддршка за површини засејани со ориз. Започна и приемот на откупни белешки за произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко во преработувачките капацитети, а ќе трае до 16 мај. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, подрачна единица Кочани, ги известува земјоделските стопанства дека започна приемот на техничките барања за поднесување на барања по програмата за финансиска поддршка на земјоделството за 2019 година, односно за директни плаќања во растителното производство за површини со полиоделски и градинарски култури, лозови и овошни насади, како и за сточарство, и тоа за одгледување на говеда, овци, кози, свињи и пчели. Во новата програма за прв пат успеавме оризот како бренд и предпознатлива стратешка култура за нашата општина да ја издвоиме од останатите полиоделски култури со повисоки средства на субвенционирање, така да во новата програма висината на финансиската поддршка за површини засејани со ориз со задолжителна употреба на семенски материјал ќе изнесува 25.000 денари по хектар согласно минимално употребената количина на семе по хектар
или 30.000 денари по хектар за површини засеяни со орис од минимум 5 хектари и максимум 50 хектари, исто така со задолжителна употреба на семенски материјал согласно минимално употребената количина на семе по хектар, додека за засеяните површини под орис без задолжителна употреба на семенски материјал, висината на финансиската поддршка ќе изнесува 18.000 денари по хектар. Поднесувањето на барањата ќе трае до 31 мај. Инаку, од 30 април започна и приемот на откупни белешки за произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко во преработувачките капацитети, а ќе трае до 16 мај. Во преработувачки капацитети од прва фаза, односно за месеците октомври, ноември и декември 2018 година, и финансиската поддршка ќе изнесува 3,5 денари за предадено кравјо млеко и 4,5 денари за предадено овчо и козјо млеко. Во наредниот период ќе започне и приемот на потврдите од дополнителната мерка за произведена и предадена оризова арпа од реколтата 2018 година во преработувачките капацитети за период од 26 декември 2018 до 25 април 2019 година. Финансиската поддршка изнесува 5 денари по килограм предадена оризова арпа. Пресконференција организираше социјалдемократската младина од Кочани, на која упатја повик до граѓаните да излезат на вториот круг од претседателските избори и својот глас да го дадат за кандидатот Стево Пендаровски. Пред нас е историска одлука за еднината на нашата држава. Од сите нас, без разлика на возраст, етичка или верска припадност, мораме да донесеме одлука еднаш за секогаш да ја осигураме еднината на нашата држава. Почитувани граѓани, изминативе години имавме претседател кој државата ја носеше и ја враќаше назад. Со него на чело, благодарение на неговата некомпетентност, нашата држава стана изолирана и мета на подсмев. Не смееме да дозволиме да живееме во држава во која што претседателот ќе биде заштитник на криминалните политики и активности на претходниот режим. Пред нас имаме една чиста, единствена и неповторлива шанса, истата ја имаме само на 5 мај. Од нас зависи дали на 5 мај, давајќи гласот за Стево Пендаровски, државата со засилено темпо ќе оди напред и да биде дел од европското семејство. Или, повторно начело на државата, ќе имаме претседател што ја кочи државата, претседател кој самиот се нарекува залутан патник во политиката и претседател кој што не си го познава сопствениот народ. Претседател кој зборува за право и правда, а всушност беше нем посматрач и поддржувач на претходните криминални политики. Почитувани граѓани, на 5 мај не е за седење ново. 5 мај е ден на кој што имаме граѓанско право да го направиме правилниот избор. Единствена опција за светла иднина е заокружувањето бројот 3 на гласачкото ливче. И за крај, сакам да искористам оваа прилика да ја поканам сите на утрешниот митинг кој што ќе се одржи во градскиот трговски центар во Кочани во 19 часот. Заедно да го поддржиме тимот на Стево Пендаровски. И Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Кочани одржа пресконференција со слична тема, при што беше упатен повик во вториот круг од изборите граѓаните да гласаат за кандидатката Гордана Силјановска-Давкова. Германската канцеларка Ангела Меркел и францускиот претседател Макрон изјавија дека земјите од Западен Балкан кои се залагаат за членство во ЕУ, меѓу кои сме и ние, имаат мала непосредна перспектива за нивно престапување во блокот, наведувајќи дека прво треба да се средат дома. После ова, јасно е дека заедно напред на Заев и кандидатот кој е 102,5% ист е слепата улица на евроинтеграцијските процеси. Македонија мора да спроведе внатрешна системска промена и реформа. И дека такво нешто може да направи само лично со огромен интелектуален и морален капацитет. Личност како професор Гордана Силјановска-Давкова.
Професорката Силјановска во текот на целата кампања доминираше со своите познавања, со својот интелектуален капацитет и визија. Таа отворено проговори за својата председателска програма и за моделите на решавање на најболните политички и национални прашања. Таа на секое поле и при секое соочување докажа и покажа дека доминира над против кандидатот, а особено доминира над неговите поддржувачи и нивната реторика. Резултатите од првиот круг покажаа дека Македонија се води во погрешна насока, а особено сега, во времето помеѓу двата круга, социјалдемократите покажаа врв на безидејноста. Зборуваат за себе, за метли, за нерасчистени сметки, даваат дополнителни ветувања, спремаат лични напади, некаде со добро, некаде со лошо. Како каде се може. Македонија не е личен имот. Народот сака подобро утре, сака правда. Таа желба за просперитет на татковината е поголема од секој поединец. Да ги оставиме личните несогласувања. Победата на правдата е победа на македонците, на турците, на ромите. Таа е победа на Македонија. Тоа е вистинскиот пат по кој треба да чекориме. Професор доктор Гордана Силјановска Давкова за председател. Општина Чешиново Облешево обезбеди финансиски средства за реализирање на два значајни проекти. Изградба на фекална канализација во село Бања и реконструкција на јавни чешми со партнерно уредување за населените места Борилчево, Теранци, Спанчево, Бања и Соколарци. Станува збор за сума од 20 милиони денари. Општина Чешиново Облешево обезбеди финансиски средства за реализирање на два значајни проекти преку програмата за финансиска поддршка и руралниот развој. Станува збор за изградба на фекална канализација во село Бања и реконструкција на јавни чешми со партнерно уредување за населените места Борилчево, Теранци, Спанчево, Бања и Соколарци. Обезбедени се 20 милиони денари за изградба на фекална канализација во село Бања, која е предвидено да биде со вкупна должина од 5000 метри, од кои 3952 метри се примарна мрежа и колектор со должина од 1050 метри. За реализирање на проектот за реконструкција на јавни чешми со партнерно уредување за населените места Борилчево, Теранци, Спанчево, Бања и Соколарци, и исто така средствата се обезбедени преку програмата за финансиска поддршка и руралниот развој, и тоа 756.280 денари. Изградбата на овие два значајни проекти се очекува да започне во најкраток временски рок. Благодарници за учениците и менторот кои на Виница ја донесува специјалната награда за краток документарен филм Виница, моја и твоја успешна приказна. Група средношколци од средното училиште Ванчо Прке во Виница под менторство на професорката Тања Анакиева Давидковска го креираа и режираа првиот краток документарец за Виница насловен Виница, моја и твоја успешна приказна. Во само 5 минути тие направија успешен сублимат на сите сегменти од историјата, археологијата, културата, спортот, забавниот живот и создадоа приказна која на YouTube каналите постигна винички рекорд од 14.000 прегледи, а најде на одличен прием и кај виничките иселеници ширум европските земји. Вистински убав, винички по наше, за да можеме и едните генерации да ги привлечеме да останат тук. Филмот е награден со специјална награда за документарен филм и со голем број на пофалби за нашата професионалност на превар што се одржа на државниот надпревар за масов, на кој оставивме добар впечаток и се надеваме дека заради големиот број на прегледи сме оставиле впечаток и кај останатата публика. Одлично сработениот филм на средношколците им ја донесе специјалната награда на образовното рандеву во Кичево Масум, а беа почестени и од градоначалникот Ивица Димитров, кој го поздрави овој успех и најави продолжување на таа скратена верзија од документарецот, се разбира заедно со екипата и со дополнителна поддршка од општината. Учениците од оделенска настава од основното училиште Малина Пепиванова ја посетија територијалната противпожарна единица на Кочани. Се запознаа со работата на пожарникарите, а посетата е дел од наставната програма во основно образование.
Учениците од оделенска настава од основното училиште Малина Попиванова во посета на територијалната противпожарна единица на Кочани се запознаа со работата на пожарникарите и со тоа како истите реагираат и со што располага нашата територијална противпожарна единица при гасање на пожар од помал или поголем размер. Командирот на единицата Благој Паунов им објасни на учениците за нивната работа, за возилата и опремата со кои располагаат, за нивната брза реакција во случај на пожар, а одговараше и на други интересни прашања што ги поставуваа учениците. Децата имаа можност и да се качат во возилата и да се повозат, а оваа средба со пожарникарите и нивните објаснувања е вистинско доживување за нив, кое ќе им остане за секогаш во сеќавањата. Посетата на противпожарната единица, како и на други јавни институции во градот, е дел од наставната програма на учениците од прво до пето оделение во основно образование. Следуваат информациите од спортот. Второ и четврто место за репрезентативките од џудо клубот Гладијатор од Кочани на меѓународен џудо куп што се одржа во Косово. Истиот беше во организација на Европската џудо унија. Џудо клубот Гладијатор од Кочани заедно со уште два други клуба учествуваа на меѓународен џудо куп што се одржа во Косово, а кој што беше во организација на Европската џудо унија и на џудо клубот од Косово. Две репрезентативки на џудо клубот Гладијатор постигнаа одлични резултати. Танија Павлова во категоријата пионери го освои второто место, а Мина Ташкова во голема конкуренција во категоријата на јуниори го освои четвртото место. Наредни чекори ни се подготовките за балканските првенства кои што ни предстојат, каде што овие две репрезентативки треба да учествуваат на заеднички камп припреми, кои што би требало да се одржа наредната седмица во Михајлово. Потоа следуваат балканските првенства кои што за пионери ќе се одржат во Црна Гора, а за јуниори ќе се одржат во Босна и Херцеговина. По завршувањето на овие надпревари ќе следува полагањето за појаси и уште неколку меѓународни првенства, пошто ќе следуваат и летните подготовки во техничка организација на џудо клубот Гладијатор, пошто ќе се заокружи уште една успешна сезона. Понатаму ќе следуваат уште неколку балкански првенства на кои ќе учествуваат кочанските џудисти. За време на празничниот викенд се одигра 20-то коло во правенството на третата фудбалска лига Исток, во која фудбалскиот клуб Осогово освои 3 бода на домашен терен против Делчевска Брегалница. Планинарите го реализираа традиционалното великденско искачување на Царев врв. Во саботата се одиграа надпреварите од 20-то коло во третата фудбалска лига Исток, во која третолигашот Осогово беше домакин на средбата со Брегалница сениори од Делчево и славеше победа од 2:1. Сепак, резултатот не го одразува вистинскиот развој на настаните на стадионот Никола Мантов, посебно ако се знае дека трите гола ги постигнаа жолтосините, а гостите го завршија првото полувреме во своја корист. Причина за водството и радоста на делчевчани во текот на првите 45 минути е што во 30-та минута домашниот одбранбен играч Цветанов по една грешка постигна автогол. Иако домакините постојано настојуваа да дојде до промена, сепак со тој резултат се отиде на пауза. Шансата да се дојде до изедначување најпрво ја најави Паунов на самиот почеток од првото полувреме кога неговиот удар заврши во пречката. Сепак во 50-та минута тој успеа да ја затресе противничката мрежа и да ја врати надежта за освојување на бодовите. Крајниот резултат беше поставен во втората минута од судиското продолжение, кога повторно Паунов постигна погодок и им ја донесе победата на своите соиграчи. Во првата фудбалска лига во женска конкуренција пак немаше надпревари, а следното 20-то коло е закажано за 2 мај. При тоа женскиот фудбалски клуб Кочани ќе гостува во Прилеп против истоимената екипа. Во неделата членовите на планинарскиот спортски клуб Осогово го реализираа традиционалниот великденски марш до Царев врв, на кој учествуваа 20 планинари од Кочани и Штип, а имаше и тројца гости од Холандија. Учесниците на маршот стартуваа од манастирот Еленец, кај селото Цера и до врвот и назад поминаа патека во вкупна должина од 22 километри.
Акцијата се реализираше по одлични временски услови за пешачење, а планинарите ја завршија во временски период од околу 6 часа. По завршувањето на маршот, председателот на планинарскиот спортски клуб Осогово, Тошо Антов, на гостите им додели благодарници за учество. Најмлад учесник на маршот беше 9-годишниот Кирил Крстев, кој без никакви проблеми ја пропешачи патеката. Инаку, ова беше 16-та поред планинарска акција за планинарскиот клуб во текот на оваа година. Почитувани, современската прогноза ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.